Здраво, Оги! Здраво, другарчиња! Па каде си ти, Оги? Нели ќе се санкавме денес? Лила, требаше, но се задржав нешто. Ми излезе една важна работа. Што е тоа, Оги? На што работиш? Ова е мојот нов проект. Погледни. Колку убаво. А што е тоа? Ми личи на убава кукичка. Кој ќе живее во неа? Погледнете низ прозорецот. Онаму, на онаа гранка. Ластовичка. Леле, колку е сладка. Навистина. Ама, Оги, што прави ластовичката овде во зима? Токму тоа и јас се прашувам. Секоја зима, ластовичките се селат во потоплите краеви на Дримленд, но оваа ластовичка изгледа се загубила. Ќе биде студено. Затоа решив да ја помогнам. Ќе ја направам куќарка за да ја помине зимата на топло. Браво! Оги, и ние ќе помогнеме. Супер! Ајде да ја направиме најубавата куќарка за птици во сиот Дримленд. Евеа куќарката. Аха! Планирав да направам едно кружно прозорче тука. Низ него ластовичката ќе влегува и излегува. Добро. А пред влезот ќе има едно фино место за стоење. Кога надвор ќе има сонце, ластовичката ќе може да излезе и да ужива во сончевите зраци. Прекрасно! А внатре? Што ќе има внатре во куќарката, Оги? Туку што сакав да почнам да работам на интериерот. Оги, ти почни, а јас ќе тркнам до дома. Да земам некои ситници кои одлично ќе се вклопат во куќарката. Важи. Оги! Оги, докаде сте со проектот? Јас донесов се што е потребно за да ја уредиме новата куќа на ластовичката. Готови сме. Лила, што си направила? Па, Оги, на ластовичката е потребен мебел за новата куќа, нели? Лила, куќарката е малечка и стои на дрво. Нема место за тие работи. И сега, нели може да направиме некои мали корекции? Ќе пробаме. Најпрво да го подготвиме теренот за новата куќа. Соби да има во куќата? 3, 6. Поред. Ајде да ја направиме конструкцијата на куќата. Прво, имаме подрумски простори. Потоа, соба на приземјето. И уште една на првиот кат. Да направиме и една соба на подкровјето. Потоа го правиме покривот. И на барање на Лила ќе доправиме уште 2 соби. Ајде сега да ги направиме зидовите. Во која боја ќе бидат? Јас сакам розева соба, сина соба, зелена соба и... Во ред.
Лила, сега може да ги наполниме собите со твојот мебел. Најпрво, ходникот. Потоа дневната соба. Тука, ластовичката ќе си одмара во студените зимски денови. Колку убаво! Сега преоѓаме на вториот кат. На вториот кат имаме трпезарија. И соба за играње со другарчињата. Леле, ние први ќе дојдеме на гости. Да ја уредиме и таванската соба. Ова може да биде соба за учење. А Оги, да не ја заборавиме и визбата. Одлично! Уште неколку завршни работи. Знаете што? Ја поставиме и првата кукичка што ја направивме, за да не подсетува на почетоците на нашиот голем проект. Куќата на ластовичката е готова! Ова е најубавата куќа во Дримленд. Повели ластовичке! Добре дојде дома! Каде е ластовичката? Ластовичке, каде си? Па каде исчезна? О, нашата ластовичка повеќе си ја сака малата куќарка. Колку е скромна и мила, душичка. Во ред, тогаш во оваа куќа може да престојуваат сите животни од шумата на кои им е студено оваа зима. Може! Прекрасна идеја. Еј, другарче, притисни тука за да гледаш уште едно видео. А ако сакаш да ги следиш сите наши авантури, притисни тука. И не заборавај, пи ги најквалитетните вива сокчиња со витамини и минерали, кои не прават силни и здрави.